Јас ти велам... Не велиш сум го продал, јас сум продал. Драматично си ги сменил ставовите. Не сум сменил, јас сум реален човек. Дали овој Пандов? Јас сум само реален човек, јас ги гледам опозициите сега на политичките партии и на меѓународна, која што е многу важна. Ја мислам дека вие лично име разговарате сега. Така е. Така нели? Да. И вие изнесувате лични ставови. Така е. Овој Пандов кој ги изнесе овие ставови, би бил предавник или патриот за оној Пандов кој беше дел на граѓанското движење за обнова на Македонија? Истиот е Пандов. Не имате различни ставови, драматично различни ставови. Тогаш велите следно, кога сум Бошковски и Заев го продале името. Така е. Вие велите да остане тоа име додека не станеме членки на Европската унија. Значи вие се согласувате со продажба, значи Заев и Бошковски биле визионери, го продале му на водец името да станеме благосостојни. Јас сум се борел да не дојде до промена, Васко. Добро. Го смениле името. Нашле на ваков или онаков начин. Нашле 80 пратенike и го смениле името. Прашањето е сега, дали постои било каква во иднава година можност во ситуација кога се овие амбасадори, кога се вакво расположение. Ви имавте и тетратки кои ги отваравте низ Република Македонија, ГДОМ или Граѓанско движење за обнова на Македонија, отвора тетратки за да го прогласа Заев за велепредавник. Да, и тоа ја и ден денеска го мислам и го тврдам и го верувам дека е тоа така, со тоа што е криминалец и што кој сега треба да биде запишан во таа тетратка за велепредавник, бидејќи името е сменето со правење. Тие што го смениле името е. Јас сум историчар, тие ќе ги броиме луѓе. Името е сменето со правење. Тие што гласале, тие што не сигурно. Името е сменето со правење и со неправење. Ако гледаме како ВМРО се бори за законот за јавно обвинителство, специјално јавно обвинителство да не биде усвоен, со амандмани, како се бореше да нема една изборна единица, туку 6 изборни единици, а како воопшто не се бореше за спасување на името, тоа значи дека името е продадено со правење и со неправење. Заев со правење и ќе му суди историјата, ВМРО да помене професорот, даскалот, како го велите Христијан Мицковски, со неправење. Значи, тоа значи дека двете ако Заев е донесен да се смени името, тогаш Мицковски е донесен да не се спротивставува да се смени името? Како не е така? Не е така. По таа логика така. Чекамо, повторно да ги биде јасно. Дали ти гледаш во моментов политичка или било каква меѓународно расположение да тргне не Мицковски, еве ти си лидер на ВМРО да помане. Дали би можел да тргнеш кон промена на тој Преспански договор? Членот на извршен комитет на ВМРО да помане. Сега види Васко. Така е, ја види, за можностите зборуваме. Јас зборувам како Не, сега ме прашавте, јас договарам. Членот на извршен комитет на ВМРО да помане, Тони Михајловски имаше Facebook статус. Се познавате со Тони Михајловски. Сега. Мислам дека сте блиски. Дека сте другари блиски и он ја повикува амбасадорката Брнс да помогне во борбата за враќање на името. Ова е пред 3 недели. Ова е после интервјуто на амбасадорката Брнс на Сител телевизија, кај што вели завршена работата со Преспански договор и Тони Михајловски, член на извршен комитет на ВМРО да помане, вели господи амбасадорке, помогнете ни да се врати името. Тоа значи дека има политички субјекти. Сега, ВМРО се бори за враќање на името или не се бори за враќање на името? Исконски на секој ВМРО-вец треба да му биде политички. Се бори или не се бори за враќање на името? Секој исконски во себе го носи, претпоставувам дека не постои нормален човек македонец освен Заев, брат му Вицеј и Шекеринска, кои што се радува Нова Северна, и тие кои што се сега имаат омрсено околу него, и во единица време, во минут време, по 5 пати ти спомнуваат 6 Северна. По ваша логика сега, секој македонец, овој Тони Михајловски, да, ке срка гулаш изгледа, после вакви Facebook статуси, ке срка и он гулаш у Маđarска изгледа. Не, јас сум близок со него. Ке мора да оди некој гулаш у Маđarска да срка. Истото го размислувам. Овој што се спротивставуваше на Бејли, него крка гулаш у Маđarска. Овој на Брнс што се спротивставува, ако видите, ако видите, онако го имаш прочитано, со екселенцијо, со се, се во суперлатив за. Како е праша? Дали сте информирани за резултатите на референдумот? Не да е информирана жената, она е архитект на целата работа, бидејќи прв соработник на Џефри Пает, кој е амбасадор на Америка во Грција, она е прв советник на Џефри Пает. Значи, вклучена максимално во процесот на Преспански договор по моментот, он ја вика дали вие сте информирани, не е информирана така од Марс падната, со падобран донесена во Република Македонија. Паметни лиде, нели? Добро. Ке срке тој гулаш излева. Како одскокнува. Јас разбирам, и го разбирам јас. Меѓутоа, еве самиот гледаш.
Како отскокнува такво пишување и какви се реакциите после тоа на такво пишување? 20 комити, тројца предавници. Значи 20 комити, тројца предавници. Немој мене да ме ставиш затоа што ако некој е чиста душа во кон Македонија, и ако нешто не можеш ти мене да ми најдеш. Во што ве скршија да имате таков мек став? Јас да имам мек став. Вие велите следно, кога ќе станеме членки на ЕУ, ќе си го вратиме името. Тоа значи им велите на граѓаните на Македонија. Трампајте го името со членство во ЕУ. Немој, чекај. Нема тоа е логиката, нели? Јас велам вака, Васко, моментално да се состојба е ваква каква што е. Дали ние можеме, еве, после овие изјави на Кейт Барнс, а 2 пати излегуваше жената. Пандов, нели ке се распадне ЕУ? Па нели 90% од луѓето на ГДОМ веле готово е со НАТО, ЕУ, тоа не е исклучено. И тоа не е исклучено како еве, ова е фотографијата на ГДОМ, така? Така и јас имам говорено да. Тамо 90%, да не ви ги цитирам Мачковска и така натаму, велат готово е со ЕУ, со НАТО се распадна. Мисля како им велите на граѓаните, не го менуваме името додека влеземе во организација која ќе се распадни.